Сударот на тапанот и кратка сценска адаптација на членовите од школата за фолклор при Академијата Евроарт. На изворен и уникатен начин беше означен почетокот на презентацијата на новата книга во издаваштво на Штипската библиотека, насловена "Традицијски верувања и обредна пракса" околу раѓањето кај овчеполците. Автор на делото е магистар по етнолошки науки Трајан Ристовски. Книгата всушност представува публикација на мојот магистарски труд, кој што е плод на 2-годишна теренска и теоретска истражувачка дејност. Во него се концентрирам само на еден дел од богатото културно наследство, конкретно на обредноста околу раѓањето кај етничката група овчеполци кои што се дел од македонскиот народ. Темата ја одбрав од причина што досега овој сегмент од духовната култура не беше воопшто истражен и затоа што немаше никаков пишан документ. Книгата е монографија која преку изјави на информатори, компарации, научни вистини и факти на читателот му овозможува да патува низ времето, да го визуализира минатото и да го осознае тогашниот начин на живење. Нуди увид во етнокултурните карактеристики, а реалот кој го населува и социоекономската состојба на истражуваното население. Преку презентацијата на обредната пракса, која е нераскинлив дел од народното верување и нејзина анализа, се восприема светогледот на традицијскиот човек за светот што го обкружува. Во трудот се прави и паралела помеѓу некогашната и сегашната состојба во обредноста, поврзана со раѓањето, и интересно е да се увиде колку денес таа се реализира во оригинална, изменета или унифицирана форма со припадниците на различни етнички групи, без поголемо религиозно значење и функција. Можно слободно да кажем еден од поквалитетните магистарски трудови одбранети во нашата институција. Самиот наслов на книгата ни кажува дека во книгата пред се опфатени верувањата и обичаите што ги практикувало населението во овчеполието, а тоа е не само населените места во Овчеполиската котлина, значи Свети Николско во потесна административна смисла, туку и поголем дел од Штипско и Првоштипско-Злателскиот крај. Ова е еден од трите проекти што во рамките на издавачката дејност се поддржани од Министерството за култура на Република Македонија во 2017 година. Една од најквалитетните книги, монографски публикации со кои што ние аплициравме како Национална установа универзитетска библиотека. Библиотеката секако ја печати во соработка со печатницата 2 август. Книгата има за цел да послужи како основа врз што ќе се темелат идните етнолошки и фолклористички истражувања на обработуваната тема.